Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. А еве зашто ќе дискутираме во него. Проневера со јавни пари, големи суми, мали последици, истраги има, приведување има, одговорност нема. Системот функционира само откако ќе исчезнат стотици илјади евра. Изгледа дека не е проблем да се краде. Проблемот е кога ќе се претера. Проневерата не се случува за еден ден. Трае. Се повторува и некој не ја гледа. Дали некој мора да украде стотици илјади евра за да биде фатен? Зошто не се фати крадецот кога ќе ги украде првите 50 евра? Каде е контролата додека парите исчезнуваат? Крадецот е виновен, но зошто оној кој го поставил мува не го лази? А и контролорите по проневерата се однесуваат: извинете, јас не сум од тука. А додека надредените и контролата не одговараат, проневерата ќе биде правило, не исклучок. Мора ли прво да исчезнат големи суми, како 250.000 евра, за да реагира системот? Ова е она за што ќе зборуваме денес со вас, за учество во Црвена линија, секако на самиот почеток, особено ова важи за оние кои што верувам ќе ве имаме и за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија. Треба да го завртите нашиот добро познат број 02-307-0005. Од технички аспект ве замолувам на самиот почеток да имате секогаш задолжително во предвид да го намалувате и тонот на телевизорот. Така подобро ќе се слушнеме, а вие секако нема да ги изгубите оние 90 секунди кои што се предвидени за едно вклучување во однос на тоа дали сте вклучени, дали добро се слушаме или пак уште полошо да мислите дека некој друг зборува наместо вас. Кога сме кај прашањата на Црвена линија и во овој понеделник објавено е во текот на денот нашето анкетно прашање. За да го одговорите, треба да не заследите на Инстаграм. Она што ви треба е профилот на Црвена линија на Инстаграм и секако профилот на Телма телевизија. Прашањето е: овде кога ги гледате секако можностите за одговор кога ќе се претера, кога ќе стане јавна тајна или по грешка. А прашањето всушност, драги мои, на Црвена линија е: дали всушност прво треба да исчезнат големи суми, тоа се 250.000 евра за да реагира системот, а во однос на опциите за одговор мора ли, значи кога проневерата се дознава според вас, кога ќе се претера или кога ќе стане јавна тајна или по грешка. Така да кликајте на вашиот одговор, ние секако ќе ги сумираме резултатите во однос на крајот на ова издание на Црвена линија. Тоа е нашата пракса, но секако ќе ве потсетам да бидете активни на социјалните медиуми од проста причина што прашањата се разбира се објавени и на Facebook. Таму секако учествувате во оваа денешна дискусија со пишување коментари. Заследете го профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Па да ја започнеме оваа Црвена линија со вас. Сакаме да слушнеме, мора ли прво да исчезнат огромни суми пари за да реагира системот? Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Поштовање, госпожа Тина. Поздрав до вас, господине Никола. Требаше уредникот, значи по тоа да напише македонската изрека "Посен свадба тапани". Не само за парите, во сите сегменти кај нас ќе се случи нешто лошо, па посен Петко Јанко е крив. Не само за пари, и за икс други работи. Све долго време вака ќе си тера, све дојка со овие три партии, пак и партиите ќе ги замешеме, пошто тие го направи овој систем 35 години вака да функционира. Да се украдат пари, посем да реагираат, или да се направи некоја беле, посем да се реагира. Све дојка со овие три партии, албанската исти се тие, дали Дуи, дали Вреди, дали Меди исти и СДС и ВМРО. Значи така ќе се биде уште многу години. Не само за парите, и во сите сегменти така ќе биде. Све дојка нема закон, све дојка црното не биде црно, белото не биде бело, така ќе си функционираме. Како што му рече, испадна најербат политичар Алавде Мојна Ахмети, како и до сега, и така и ќе се биде. Џабе, добро, ваша е работа да си ставате теми,
наши да си брбляме, а решение ќе нема. Јас викам, што го зборам стално на овие дебатни, една генерација мора да бидеме жртви, за нашите деца и внуците да живеат во побезбеден живот, систем, да ги нема овие работи што викат ќе укради, па после ќе си префрлаат топките, ја не сум одавде, јас не сум ова, ја не сум ода. И така ќе си... Благодарно за учеството во Црвена линија. Една исто важна напомена. Ве молам, имајте во предвид дека 90 секунди се одредени за едно вклучување и од тие причини, за да биде полесно и да го координирате времето, тајмерот ги одбројува на екранот. Продолжуваме со вас. Денес имаме повеќе прашања. Централно прашање е, всушност, еве и ова, кога според вас проневерата се дознава, дали тоа е кога ќе се претера, кога ќе стане јавна тајна или едноставно се дознава по грешка. Мора ли прво да исчезнат големи суми за да реагира системот? Каде е контролата додека парите исчезнуваат? Добар ден. Здраво. Здраво, во Црвена линија сте. Се слушаме, не? Да, добро. Верувам не користите интерфон. Не. Добро, повелете. Нема веле. Значи, ме чуди тука кај нас да исчезнат 250.000 евра во оваа безбедна држава, сигурна држава. Не ми се верува, не. Да не е некоја инсинуација, некој пуштање вошки, да колку да плашат народ. Не, тука вакви работи не се случуваат. Па и системот реагира касно. Не касно, прекасно реагира системот. Ја ќе ти кажам дека таму све се полуписмени луѓе кои не разбираат ништо од тие математики таму. Значи, јас лично, како сум ги шалтал тие директори и шефови на времето железница, тоа било ршум прајање. А до толку не дотераше сега на суд да ме дадат. Ако верувате, и за истите ви зборам со сега се пак директори и шефови од овие номенклатури на власт. Значи, немаат појма ни од правилници, ни од прописи, ни од закони, ни од решенија некои, ништо немаат појма. Ако им каже некој така е, тие така и по тоа се држат како пијан за плот. Значи, ништо не знаат да работат, освен да викаат јавол и да ведат глава пред предпоставениот. Друго не разбира. Благодарам и вам за вклучувањето во денешно издание на Црвена линија. Останете со нас и секако проследете што ќе кажат нашите следни гледачи кои што ќе се вклучат. Ние сега и ќе ве префрлиме онаму каде што на почетокот напоменав дека активно учество во однос на оваа дискусија можете да имате и преку коментари, за тоа ви треба Facebook секако, профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. А еве како изгледаме таму. Црвена линија на Facebook ве прашува, мора ли прво дали може да покажеме, се извинувам? Ето. Мора ли прво да исчезнат големи суми, 250.000 евра, за да реагира системот. Но тука има и низа прашања кои што ги поставува Црвена линија. До вас тоа е каде е пред се контролата додека парите исчезнуваат. Зошто не се фати според вас, еве, например, крадецот, кога ќе ги украде првите 50 евра. А и контролорите, еве, дали се вршат работата и каде е контролата додека парите исчезнуваат. Не заборавајте да дадете одговор на Инстаграм и на прашањето кога проневерата според вас се дознава. Дали тоа е под А кога ќе се претера, под Б кога ќе стане јавна тајна или под В погрешка. Пишувајте коментари, нешто подоцна ќе почнеме да ги читаме и нив. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав, Игор, до вас. Па еве, мора ли прво да исчезнат големи суми пари за да реагира системот? Па вака мислам. Не треба да се кради. Колку треба на една невин господин, поштовано в Скопје, треба да му се дај. Скопје треба да се почитува. И мислам од татко ми, јас завршив средно земјоделско училиште, од и не треба пари да се крадат. Да му се дај тоа што му треба. Јас имам 2 соби, Тина, чисти солза. Ги чистам 2 соби, само 2 остана. И јас никога не сум украл пари, не крадам од мал.
бедна работа и то во Регве. И вика, во 10 години работев. Стентоно, поздрав. Стентоно со Николина Танеска, со Христо Кондовски. Работевме. Но јас му реков, јас се откажам. Јас не крадам и ќе си пишам тоа што ми треба. Еве, според вас, каде е контролата додека парите исчезнуваат? Па контролата е на самиот Господи, Тина. Самиот Господи. Тие крадат, ти не знам. Тоа е навика, тоа е психологија, Тина. Психологија е крадење. Некоја навика. Еве, според вас, кога проневерата се дознава, кога ќе се претера, кога ќе стане јавна тајна или пак погрешка ја дознаваат? Кој ќе го крадат? Добро, благодарам многу за учеството. Останете сега кои продолжете да не следите. Останатите сега кои што нема да се вклучите во живо или нема да успеете да не добиете и може би ви е така и полесно, пишувате коментари. Повторувам дека наскоро ќе почнеме и со читање на тие одговори. Продолжуваме секако со вас. Прашањето е, всушност се и низа повеќе, зошто, например, еве според вас не се фати крадецот кога ќе ги украде првите 50 евра? Каде е контролата додека парите исчезнуваат? Крадецот е виновен, но зошто оној кој го поставил мува не го ласи? И според вас, кога проневерата еве се дознава? Кога ќе се претера, кога ќе стане јавна тајна или може би погрешка? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Се јавувам од Кочани. Драго, ние поздрав до Кочанчани преку вас. Вака, тука пишува вика за да реагира системот. Не знам за кој систем правиме муавет. Ние систем немаме, да имавме систем, се тоа што се случи во Македонија немаше да се случи. Еве, например, во мојот случај. Јас сум мајка на 34-тото е на пат. И, на една плата сме, само сопругот работи. Отидов во социјално да прашам дали нешто ми следува, некоја поддршка. Не беа на пауза луѓето, а се шетаат како да се на пауза. Разбирате? Еден излегува на цигара, друг излегува на кафе. Ја трудна 8 месец моментално се изначекав и кога требаше да ме примат, толку арогантни беа, што едноставно институциите во Македонија се катастрофа. Катастрофа. Искрено кажано катастрофа. Ајде, кога зборуваме и за проневера на големи пари, според вас, каде е контролата додека парите исчезнуваат? Тоа е исчезнуваат парите поради тоа што немаме систем. Да институциите да си ја работат како што треба, да доаѓаат на време на работа, нема да исчезнуваат парите. И ќе ви се заблагодариме секако за она што го споделивте со нас и ќе порачаме да останете и да го следите ова издание на Црвена линија. А темата за која зборуваме денес со вас, почитувани, е проневера со јавни пари. За оние кои што подоцна се вклучивте, ќе потсетиме дека токму за тоа зборуваме денес. За големи суми, мали последици, истраги има, приведувања има, одговорност нема. Системот функционира само откако ќе исчезнат стотици илјади евра. Изгледа дека не е проблем да се краде, проблемот е кога ќе се претера. Проневерата не се случува за еден ден, таа трае и се повторува. И некој не ја гледа. Од тука прашуваме, каде е контролата додека парите исчезнуваат? Дали некој мора да украде стотици илјади евра за да биде фатен? И зошто не се фати додека парите, сумата изнесува 50 евра, што би се рекло на првите 50 евра? Според вас, кога проневерата се дознава? Дали кога ќе се претера, кога ќе стане јавна тајна или едноставно погрешка? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, баба Роска, во Црвена линија сте. Добро, врагу добив денеска. За похвала си. Да. Па сега, Тинче, подбрз за темата сакам да зборам. Што ќе правиме со овие две партии? Едната излезе, кажнува колку крава другата.
Па вајте браво па кажува колку крава она. Значи двете крава. И што ќе правиме сега со нив? Ајде да бираме треќа партија. Како ова, бе, како ова? Овој лекарот, најсузруена не може да кажам името. Филипче. А нека се смире малку, нека работеше 7 години. Што направи? Изкраде државата. Кажете ми, баба Руска, дали ме слушате? Мора ли прво да исчезнат големи суми на пари за да реагира системот? Епа така прават, за да се збогатат. Затоа е тоа така. Ако реагират на време, нема да дојде до тоа. Епа тогаш каде е контролата? Поврзани за нас не лажат само. А и ова, каде е тогаш контролата додека парите исчезнуваат според вас? Контролата, па заедно со нив. Одат и кој мито, кој добил, така се осигуруваат. А не работат ние што прејаваме да посапните ми искрадува. Се јавим на инспекција. Благодарно за учеството и споделеното со гледачите на Црвена линија. Потсетувам уште еднаш, бидете активни на социјалните медиуми. Се што ви треба профилот на Црвена линија и Телма телевизија. Темата е објавена и овој пат на нашиот зид. Прашањето е мора ли прво да исчезнат големи суми, како например 250.000 евра, за да реагира системот. Пишувајте коментари, наскоро ќе почнеме и со нивно читање. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Одлично. Видете вака, јас не можам да се изначудам на овие работи. Затоа што можда сум многу повозрасен, па сум поменал големо искуство. Ова го правевме ние пред 30 години, во тој трулиот социализам. Имате ИСО стандарди, интернационални стандарди за процедура на работа. Дали е тоа фирма, јавно предпријатие, влада, се едно доаѓа. Значи, има неколку нивоа таму, немаме време да објаснам. Па нека земат дека видат бре, кој што треба да работи, кој е обемот на работа, кој на кого дава, кој на кого одговара. И во секој степен на ниво. Тој што ќе го изработи, првиот што го контролира, одма реагира. Разбирате? Значи, пазно се реагира до крај. Кој ќе дојде на крај, тоа значи сите затајали умеѓу време. Сваѓате? Затоа мене ме смета што луѓето викаат системот, али навистина е системот, ама системот го правиме ние. Значи, првенствено тие што се на власт, не јас или некој друг кој што не може да влие, може само да им кажам, ако се паметни, ќе слушнат, а вика паметниот учи од туѓо искуство, тој другиот од свое, а тој третиот од никого не учи. Сваѓате? Значи мора да има цел свет работи по некоја процедура, кај нас е дива лига, нема ни ред ни поредок. Вика законот е измислен да го кршиме. Што да зборуваш со тој човек? Благодарно секако што бевте дел од Црвена линија, останете и понатаму со нас. А јас тука и ќе ве посетам секогаш доколку сакате да бидете целосно, брзо и квалитетно информирани, редовно кликајте на telma.com.mk. Во однос на ова за што зборуваме денес со вас, ќе ве навратиме на една вест, наслов од 22 октомври. Апсење во Прилепска болница. А еве и зошто. Управата за финансиска полиција по насоки од основното јавно обвинителство во Прилеп тогаш спроведе голема акција поради сомнежи за злоупотреби со јавни набавки во вредност од околу 800.000 евра. Неофицијално приведени беа 27 лица, меѓу кои раководни структури, а истрагата беше насочена кон кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. И во низата вакви случаи Црвена линија денес ве прашува, мора ли прво да исчезнат големи суми пари за да реагира системот? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас верувам дека во режијата и ќе ве задржат, но и вие ќе бидете потрпеливи во однос на тоа, за да знаете дека сте веќе вклучени
И секако со нетрпение очекуваме да ги слушнаме вашите одговори. Секогаш имајте во предвид повртењето на бројот 023070005 да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот. Па добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Не знам што да се каже за ова. Мислам дека ова е единствената причина затоа што не сме мрднати од место од каде што бевме. Дали треба да се реагира пред? Сигурно дека треба и сигурно дека може, но ако реагираме на време, веројатно нема тие позиции, тие политички, да речам, позиции да бидат толку посакувани и за тоа да се тепат дури и лекари, што ми се чини дека во светот не е пракса. Не знам како да се застани на ова на патот, навистина не знам, но нашата држава и нема толку лоши закони колку што никој не води сметка за парите каде одат. Мене ми се чини дека со ова темпо Америка, Германија, Јапонија, Италија или сите 7 најразвиени земји да ги издружат буџетите, ние ќе ги доведеме под нула. Толку. Поздрав. Благодарност за одговорите и учеството во црвена линија. Останете со нас и како што ви укажав, сега е веќе време да почнеме и со одговорите кои што пристигаат на зидот на црвена линија, но и зидот на телевизија Телма на Фејсбук. Ке почнеме со коментарот, подобро да речам, одговорот на Симона Мони Ристевска на прашањето мора ли прво да исчезнат големи суми, како што се 250.000 евра, за да реагира системот. Институциите се глуви и слепи, а за системот да не зборувам, пошто го немаме. Работава е тој што има пак да има, а тој што нема пак е си нема. Наместо сега да се покажат овие што победија и да ја оправдаат победата. Тие се дигаат на високо и се однесуваат арогантно. Благодарам многу, Симона, за активното учество. Продолжете, пишувајте и коментари. А ние продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, мора ли да исчезнат големи суми пари за да реагира системот? Па видете, тоа кај нас е нормално, надекаде на друго место не е нормално. Затоа што си функционира системот. Речеме, пазете, Фондот за здравство направил контрола и констатирал низа неправилности, директори си покачиле неовластена оплата, си делеле таму се останато. Ке ме молам, кој се замеша друг? Реагираше јавното обвинителство на ова? Не. Зошто не реагираше јавното? Се бават со републичкиот јавен обвинител. Што значи тие што треба да си ја вршат работата, не си ја вршат работата. Далечата 96-та година бев на едно советување преку синдикат, имаше германци дојдени. Знаете што ни кажа нас они тогаш? Нас у петок ги затвараме канцелариите, у понеделник се враќаме на старите работни места. Кој у неделата победил не интересира. Кај нас, у понеделникот, сите се набаци рака. Така тоа го руши системот. Понеделникот, после изборите, вие да фатите жена, да краде у продавница шнури, а после да работите во трезор, само затоа што е лојален партиски војник, вие сакате таков систем да правите, а при тоа квалитетни кадри да ви се шетаат по улица, што ја разбираат работата. Па затоа мака ќе си ги делиме вестите. Или некои други работи ќе гледате дека ќе викате све е нормално, ама тоа е затоа само што се нашите. Ама утре кој ќе бидат вашите, не, тоа е ненормално. Ама Благодарно за учеството и сега кога напомена, внимавајте и на времето. Но секој еден кој што сака да се надополни, надоврзе и секако да се доискаже многу повеќе од предвидените 90 секунди, додека траеме, секогаш сте добре дојдени за повторно вклучување. А ние повторно продолжуваме со вклучување, прашуваме мора ли прво да исчезнат големите суми, како што се, например, 250.000 евра, за да реагира системот. Добар ден. Добар ден, убав ден на форсумна линија. Секако на црвена линија сте повелете. Благодарам да сте ми живи и здрави. Ајде да кажеме некој лав. Овака се, прво, ова 250.000 евра, тоа е ситница во однос на оно што нашите политичари, до кои е близко касата, имат толку многу украдено
ова е дури незамерливо е, значи многу мала сума е тоа. Тој што ги земал, значи прво не рачунал дека некој ќе го открие, дека некој ќе го пати, прво бил толку сигурен во себе, дека толку значи е моќен и може да ги земе. Овој не се сложил, кој ги зел тие пари, не се сложил да ги подели со оној што треба, што се вика да го консултира. Затоа што не го консултира, не му понудил дел од колачот и сега нормално е дека тој ќе биде пријавен. Сега веќе и го ставиле во притвор, така да за мене ќе речам едно. Не сме ни еден да земе ни еден денар, а да не збориме евро е поќе од денар, значи затоа што тоа се пари на сите граѓани, тие пари не се на некого лична својна и да некој да може да располага со тие средства. Тие средства се на државата, односно на народот. Ако веќе сака да го прави тоа нечесно дело, прво мора да се сложи дека за тоа се одговара и ќе отиде на годишен одмор во Идризово. Благодарности вам за вклучувањето во Црвена линија. И сега кога ќе подсетиме на 12 овој месец имаше и апсење во врска со криминал во Прилепската болница, каде што беа проневерени околу 16 милиони денари или во противредност во евра околу 262.000 евра. Инаку ние продолжуваме со вас и темата и она круцијално што сакаме од вас да го слушнеме. Ви се чини ли дека прво треба да исчезнат огромна сума пари за да реагира системот? И зошто еве не се реагира при снемување на првите 50 евра? Добар ден. Добар ден. Повелете. Спомнавте Прилепска болница. Ве слушаме, продолжете. Зашто не се реагира кога пред 2 години исто во Прилеп се кажа дека ревизорот открил 2-3 милиони неправилно и погрешно исплатени пари околу страна на Центарот за социјална грижа и директорот наместо да биде земен испитуван и на одговорност беше напреден во друга функција поголема. Јас сметам дека точно системот реагира само кај што сака, селективна правда се дели и сето е во извршната власт. Дали ова или она, секогаш одбирало кој кога ќе одговара. Според вас еве каде е контролата кога исчезнуваат парите? Тука ја нема контролата. Се спомна во Прилеп за центарот дека 2-3 милиони фала исплатени неправилно, а од тогаш никој ништо нема спомнато. Никој не реагира, бидејќи никој не ќе да превземе нешто. Според вас еве зошто не сакаат да превземат нешто? Затоа што може се лични интереси. Пријателство, врски, родбински, партиски и така натака и така натака. Благодарам толку. Благодарам секако за учеството и за одговорите кои што иставувате, ги споделивте со нашите гледачи. Ве префрлам повторно на Facebook и подсетувам бидете активни и тука и продолжете со пишување коментари. Еве што напиша Ласте Богатиновски на нашето прашање, морали прво да исчезнат големи суми, како што се 250.000 евра, за да реагира системот. Кога ајдукот не соработува со предпоставениот и не ги дели парите со останатите од тој круг. Најверојатно ова е одговор на нашето и денешно анкетно прашање е кога проневерата се дознава. Дадовме и 3 опции, кога ќе се претера, кога ќе стане јавна тајна или пак по грешка. А ние продолжуваме со вас во живо и велиме добар ден. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Секако ќе дадеме малку простор и време, бидејќи и треба известно време, најверојатно отклучување на еден до друг гледач или може би овој пат гледачка. Ние ќе подсетиме дека зборуваме за проневера со јавни пари, големи суми, а мали последици. И дали некој според вас треба да украде 100.000 евра за да биде фатен? Зошто еве не се фаќа крадецот кога се проневерени првите 50 евра, например?
И дали зошто според вас еве зошто не функционира контролата на време, каде е контролата додека парите исчезнуваат? Дали веќе имаме некого? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Видете, ние се чудиме зашто не реагира системот. Системот е корумпиран. Тој што треба да реагира, тој е корумпиран. Како може да реагира кој тој е корумпиран? Значи, кај нас владее на секој чош корупција. Значи, системот, судиите, се е корумпирано. И како ќе реагираат? На собствена, тој е корумпиран, тој што треба да реагира. И затоа не реагира, затоа си седи таму. Воопшто не е само во здравството, во сите сегменти на обществениот живот. На сите во држава наша. Еве, што се дешава? Еве, например, во буџетот нема пари за породилно овие боледување, нема пари за социјалците, а за функционерите има пари од буџетот. Како може? Па тие си ги делат како сакаат, така си прават. Така и корупцијава е. Тие што треба, судот, тие се највише корумпирани во држава. И највише личните и партиските интереси во државата се не му е важно ни за народ, ни за држава, ни за ништо. Тоа е проблемот. И што треба сега? Или народот да стане на револт цел, да го смени системот, или да дојде некој од Северна Кореја или од Кина да владее со држава, да не сме игла да укради. Тука е проблемот. Тоа е селото за никаде. Голема благодарности до вас за активното учество во оваа денешна црвена линија. Продолжуваме и ве прашуваме, мора ли прво да исчезнат големи суми на пари за да реагира системот? Каде е контролата додека парите исчезнуваат? Крадецот е виновен, но зошто оној кој што го поставил едноставно мува, не го лази, а и контролорите по проневерата се однесуваат по принцип, извинете, јас не сум од тука. И според вас еве и кога проневерата се дознава, дали е тоа кога ќе се претера, кога ќе стане јавна тајна или едноставно погрешка? Добар ден. Добар ден, Телма. Телма, секако повелете и тоа црвена линија. Добар ден, уште еднаш. Видите, денешната ваша тема ме потсети на една стара изјава во врска со кражбите на наплатните рампи едно време беше. Можем да кажам дека и не се сеќам кој тогаш беше на власт, svejedno. И се работи за една изјава од некој портпарол, веројатно беше од полиција, ако грешам, се извинувам. Како да е, тогаш многу вработени беа апсени, а изјавата за која се јавувам, вака од прилика беше, пак се извинувам ако грешам, али дека од прилика 2-2,5 години ги прателе пред да интервенираат. Това ми се врежа во памет, затоа што и најпоштениот вработен после 2 години ќе си помисли, па зошто па и ја не би се офајдил. Ова сакав да го кажам, значи темата ваша ме потсети. На ситуацијата. Смешно е да не е жално, смешно ќе беше. Ајде, според вас, кога проневерата се дознава, кога ќе се претера, кога ќе стане јавна тајна или може би погрешка? Дали не си... Немам одговор. Можам да кажам дека како би рекла... Од овие 3 опции, која е вашето? Што се однесува до... Јасно дека во све е замешана политиката, значи мене овој случај за кој ви расправам ме асоцира на ситуација чекајте сега кога ќе биде момент соодветен. Така, благодарност многу, еве тајмерот некако и одработе во ваша полза, бидејќи компјутерот најверојатно малку имаше застој, но секако еве ова е еден исклучок од оние правила, но технички аспект така искочи.
Ништо страшно, драго ни е што ве имавме и драго ни е што еве го збогативте и ова издание на Црвена линија со одговори и ставови. Секако продолжуваме понатаму, Црвена линија се уште трае, а во овој момент и ве префрлам онаму каде што секако продолжуваме со читање на коментарите. Ласте Богатиновски го прочитавме овој одговор. Продолжуваме со она што го напиша Тихи Дон. Од 1991 година наваму проневерени се преку 10 милиарди евра. До сега институциите се глуви и слепи, а системот е трул. Со ваков народ лесно е. Каква свиња, таква маст. Каков народ, таква власт. Благодарност до Тихи Дон. Продолжуваме. Веќе ми јавуваа дека дојде времето и да ги погледнеме рекламите, но останете со нас, ќе ги соопштиме и резултатите од денешната анкета. Почитувани, да ги погледнеме резултатите. На прашањето кога се открива проневерата на јавни пари, под А, кога ќе се претера, одговорија 38%, под Б, кога ќе стане јавна тајна, 38% повторно, а под В, погрешка, 24%. Благодарности за ова учество во Црвена линија. Утре нова тема, нов предизвик. Информирајте се на telma.com.mk и останете на Телма. Следува репризното издание на Бизнес објектив. Довидување од мене.